Вести на Канал 8. Добар ден. По 5,5 годишно чекање, жителите на Облешево конечно добија аптека. Таа е дел од мрежата здравствени установи што државата ги вети со проектот за отворање рурални аптеки во селските населени места во Македонија. Нова аптека на компанијата Зегин проработи во Облешево. Таа е резултат на заложбите за отварање ваков здравствен објект што жителите на селото го чекаа повеќе од 5 години. Почетокот на нејзиното работење е дел од реализацијата на владиниот проект со кој 73 аптеки во државата добиваат лиценца за работа во руралните средини од 1000 до 3500 жители. Со проектот фармацевските фирми добиваат олеснети услови за отворање аптеки, односно имаат намалени трошоци за работа, затоа што наместо фармацевт и техничар потребно е да имаат само вработен техничар. Исто така предвидено е овие аптеки да бидат во рамки на мрежата за здравствени установи, односно трошоците за нив да ги покрива Фондот за здравствено осигурување. Целта на проектот е да зајакне фармацевската мрежа на територијата на Македонија, а тоа е дел од двата крупни проекти – Рурален доктор и Рурални аптеки, во кои се опфатени жителите на општина Чешиново Облешево. Отворањето на аптеката во Облешево ќе представува олеснување на жителите за снабдување со лекови. Кон крајот на 2013 година тие организираа и мирен протест со барање од Министерството за здравство конечно да добијат ваков објект. За сега од Зегин нема информација дали аптеката ќе работи во една или во две смени, а за почеток работното време е од 8 до 15 часот. Тесната и нефункционална интензивна нега на интерното оделение во Кочанската болница сега во реновиран и проширен состав со современа апаратура. Ова возможува потешко болните пациенти соодветно да бидат третирани. За еден месец се очекува да пристигнат и порачаните софистицирани апарати за потребите на повеќе оделенија. Реновирана и проширена просторија за интензивна нега добија пациентите на интерното оделение во Кочанската општа болница. Досега беше тесна, со капацитет да прими само 20 тешко болни пациенти. Често се јавувало потреба од проширување на истата. Менаџерскиот тим на болницата се заложи да биде проширена за уште 20 пациенти и реновирана со далеку подобри услови и софистицирани апарати за потребите на таквите болни. Досегашната интензивна нега беше во состојба беше на просторија која што беше со мал капацитет, тесна, нефункционална. Често пати се случуваше да во исто време има повеќе пациенти кои што имат потреба од интензивен третман, така да беше импровизација, односно беа сместувани во болнички соби, па имаше потреба постојано да бидат надгледувани од персоналот. Така да сега сите може да бидат на едно место во една функционална соодветна просторија. Пациентите на интерното оделение, они што се потешки пациенти, добиваат подобри услови за сместување, значи се работи за една просторија која што е комплетно реконструирана по сите стандарди за интензивна нега на општа болница, така да имаме поголем капацитет, подобри услови за работа и едноставно пациентите кои што се затечени тука, односно што се донесли во потешка клиничка состојба, имаат подобар третман од страна на персоналот. Како и секоја интензивна нега, задолжително има најмалку 2 дефибрилатори со монитори, инфузомат и придружна апаратура, односно ЕКГ апарати, кислородна подршка и неопходна терапија за ургентни состојби во интерната медицина. Се очекува да пристигнат и набавените апарати за потребите на неколку оделенија, ехо на срце и 12 канални ЕКГ апарати за потребите на интерното оделение, ЦТГ апарати, современ гинеколошки стол за прегледи на гинеколошкото оделение, оксилог или респиратор и монитор со капнограф за потребите на анестезиолошката служба, 3 современи апарати за физикална медицина и ново санитетско возило. Со ова оделенијата во Кочанската болница ќе се докомплетираат со нова современа апаратура, која многу ќе им ги скрати маките на пациентите, а ќе делува и финансиски подобро, бидејќи за испитување на такви апарати одеа за Штип или Скопје. Сите апарати се очекува да стигнат за еден месец. Опадна нивото на реките во регионот, а превентивно се прават земјени насипи за да се спречи ново изливање на водата. Посета на регионот, што беше поплавен минатата недела во Чешиново Облешево, оствари државниот секретар во Министерството за животна средина Сонја Липиткова, ветувајќи помош од државата за превентивните активности.
Продолжува санирањето на оштетувањата од поплавите што ги предизвикаа излеаните реки во регионот, а градежна механизација е ангажирана на изградба на земјени насипи. Локалните самоуправи успешно се справиле со состојбата по нараснатиот водостој во реките и излевањето на одредени места што биле најкритични. Ваква е оценката на државниот секретар во Министерството за животна средина Сонја Липиткова, која ја посети општина Чешиново Облешево за да ги договори на тамошните активности за заштита од поплави во наредниот период. При тоа вети поддршка од државата за локалните самоуправи за да се спречи поплавувањето на околината на реките. Ние денеска ги видовме критичните места, натаму навистина интензивно се работи со механизација и во оваа недела дотур на нафта ќе имаме од стокови резерви дополнително, за да може работата додека траат временските услови да се интензивира. Јас ќе побарам од градоначалникот да не работат по работни часови дневно, туку да го искористат секој ден за да се заврши што повеќе од работата, да се напредне, во смисол да не, ако не има дождови за викендот, со тоа да може да се справиме. Липиткова најави средба со експерти од проектот за заштита на Брегалница, при што ќе било дополнително побарано да се изработи мапа за заштита од поплави на целото сливно подрачје. Тоа требало да помогне да се лоцираат критичните места за да се пристапи системски со изготвување акциски планови. Градоначалникот на Чешиново Облешево рече дека и покрај опасностите од поплави навреме се реагирало. Во првата транша што добивме со нафта ги заштитивме населените места Уларци и Жиганци. Со тоа што не дозволивме овој пат да имаме поплава во населено место и што ни представува огромна гордост и ослободување со штетите што ќе ги имаме за тоа нешто. Онака површина што е зафатена во овој дел некаде околу 20 хектара имаме поточно зафатено. Со текот на времето на истечувањето што ќе биде од водата, луѓето ќе се вратат повторно по линиите и ќе посеат ризите. Во превентивните активности за заштита од поплави се вклучени и стручни лица од Министерството за животна средина. Оперативни како и структурни мерки ќе бидат анализирани, ќе бидат склопени, дополнително ќе се имплементира тој план веќе од 2016, верувам дека и во нашите програми на Министерството ќе бидат вградени дел од овие мерки што ќе обезбедат дополнителни средства за справување во вакви ситуации. Според направените анализи се покажало дека Злетовица и Брегалница во источниот регион се ранливи на големи водотеци и нивното излевање е потенцијална опасност и за земјоделското земјиште и за населените места покрај нивниот тек. Токму поради тоа ќе се преземат посеопфатни мерки за санирање на потенцијалните критични места каде постои опасност од поплава. По 2,5 годишно најавување, конечно започна уредувањето на новите простории во кои ќе се смести подрачната единица на Министерството за земјоделство. Дел од зградата на водостопанство Брегалница, каде што треба да биде новото седиште на земјоделие, веќе се реновира и адаптира. Градежни работици од пред неколку дена го започнаа реновирањето и адаптирањето на просторот во кој ќе се смести подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани. Просториите што подрачната единица ги доби во зградата на водостопанство Брегалница се со површина од над 130 метри квадратни и поради подолго некористење беше потребно целосно нивно реновирање. Во моментот се работи на изградба на нова кровна конструкција на местото на поранешната тераса, а старите дрвени прозорци се заменети со ПВЦ столарија. Изведувач на градежните работи е предпријатието Дастинг од Кочани, а според првичните проценки за реновирањето на просториите заедно со реконструкцијата на кровот ќе бидат потребни околу 4 милиони денари. Подрачната единица за земјоделство ќе биде сместена на најгорниот кат од зградата, при што ќе се добијат 3 канцеларии за службите и една голема сала за состаноци и прием на странките. Решението подрачната единица за земјоделство да се смести во зградата на водостопанство е најлогично и најоптимално, со оглед дека се наоѓа во централното градско подрачје, а по трансформацијата на предпријатието дел од просториите останаа неискористени. Потребата од нови простории беше посебно чувствителна поради зголемениот број активности на подрачната единица, пред се околу доделувањето субвенции за земјоделците, при што се создаваше метеж пред влезот на општинската зграда каде сега се наоѓа. Во моментот таму се работи во тесен простор во кој се сместени 10 вработени, а друштво им прават уште 5 вработени во државните инспекторати, па сите заедно на простор од 30 метри квадратни не можат нормално да ги извршуваат работните обврски. Свечено отворена новата филијала на Халк Банк во центарот на Кочани. Во неа ќе бидат достапни сите производи и услуги што ги нуди банката, која постојано го зголемува бројот на филијали во земјава.
Во Кочани свечено беше отворена нова филијала на Халкбанк. Лоцирана е на улицата Маршал Тито во центарот на градот. Ова представува уште еден успешен чекор на оваа институција кон зголемување на својата присутност и достапност со цел континуирано и квалитетно одговарање на секојдневните банкарски потреби на граѓаните и стопанството. Со отворањето на новата филијала, банката овозможува полесна и поедноставна комуникација со своите клиенти од овој регион, како и можност за квалитетно обслужување на новите и потенцијални клиенти. На свеченоста по повод отворањето на новата филијала пред присутните се обрати главниот извршен директор на банката господин Неждет Палакчи. Тој го изрази своето задоволство од проширувањето на мрежата на филијали низ Македонија и вети дека овој тренд на раст и зголемена достапност ќе проложи во иднина. Во новата филијала ќе бидат достапни сите производи и услуги на Халкбанк, штедни влогови, платен промет во земјата и странство, електронско банкарство, кредитирање на правни и физички лица, брз трансфер на пари преку Western Union, вадење Visa, Mastercard, Maestro и PayPass платежни картички. На македонскиот пазар, Халкбанк АД Скопје стана препознатлива по тоа што нуди постојана економска и општествена поддршка, а истовремено и по тоа што воведува иновативни производи и решенија. Со воспоставување на сопствен оперативен центар за картички, бонус програмата и нови услуги во делот на кредитни картички со презентација на новите модели на посттерминал на пазарот, како и со зајакнување и проширување на мрежата на банкомати, Халкбанк се повеќе се доближува до своите клиенти со квалитетни и ефикасни услуги. Халкбанк АД Скопје во последните 2 години бројот на филијали го зголеми од 21 на 30 во вкупно 16 градови во државата. На овој начин придонесе за континуиран раст и нови работни места. Први и втори места за учениците од Средното општинско училиште Гошовиќ Антиев на надпреварот на средношколци МАСУ. Големи успеси за учениците и на регионалниот надпревар по англиски јазик што се одржа во Штип. 6 ученика обезбедија пласман за учество на државниот надпревар. На традиционалниот надпревар на средношколци во организација на Младинската асоциација на средните стручни училишта на Македонија или МАСУ, средношколците од Средното општинско училиште Гошовиќ Антиев се надпреваруваа во дисциплини кои не се од соодветната струка, туку во спорт, театар и подготвени штандови. Учениците од Кочанското училиште освоија први и втори места. Значи имаме едно прво место во Серва, ученичката Моника Тодоровска и Славче Јованов, кој го добија првото место во надпревар во Серва. Второ место имаме освоено во надпревар во штанд, каде што се 6 ученика присутни на тој штанд. Ние бевме во МАСУ, учествувавме во надпреварот во Крушево. Си поминавме прекрасно, беше многу интересно, се друживме со многу ученици од таму, запознавме многу. Исто така не учествувавме 6 ученици од нашето училиште. Тоа се Маријана Величкова, Ангел Илиев, Ивана Карова, Мартина Павловска и Никола Иванов. Ние го представувавме нашата школа, нашите струки. Секој од струката има изработено по некои предмети, ги представувавме. Исто така имаше од комисијата не оценува, имаше разни штандови. И беше прекрасно. Ние представувавме електроструката, исто и сообраќајната струка. Имавме изработено исто работи од делот на розата. На 3 мај во Штип учествуваа на регионалниот надпревар по спелување на англиски јазик, каде што 6 ученика и таму обезбедија виза за учество на државниот надпревар, што ќе се одржи на 17 мај во Скопје. Бевме на регионалниот надпревар во Штип по спелинг, таму ни прочитаа 10 зборчиња кои што требаше да знаеме како да ги напишеме. Потоа на оние кои што ни беа точни, продолживме во вториот круг, излегувавме на табла по едно зборче и на тие што ни беа точни ќе одиме во Скопје на државниот надпревар по спелинг на 17 мај. Мене ме подготвуваше професорката Марија Алексиева и доста напорно работевме за да ги совладаме зборчињата кои што беа од листата. Сега се подготвувате ли за државниот надпревар? Да. И очекуваме да постигнеме успеси и таму на државниот надпревар. Но учениците не запираат тука со надпреварите. Во текот на денешниот ден
Замина екипа од нашето училиште, составен од двајца професори, значи помошникот Симеонов Владо и професорката Војновска Роза, со двајца ученика Ивона Вареловска и Сандра Цветанова на неформален надпревар, на балкански неформален надпревар на учениците од електротехничката струка. Значи овде се присутни повеќе држави од Балканот, од спонзорство на Турција. Присутни се уште, значи, Србија, Хрватска, Босна, Словенија и представник од Македонија и нашето училиште. Овде ќе можеме да видиме каде се наоѓаме во однос на нашите соседни држави и се надеваме да постигнеме и некој успех на тој надпревар. На 9 мај започнуваат и државните надпревари за машинската, електротехничката и сообраќајната струка, каде што Средното општинско училиште Гошо Веќантиев ќе учествува со 10 ученика од сите профили и оттаму очекуваат солидни резултати. Учениците од трета година од Средното општинско училиште Гошо Веќантиев со силни впечатоци се вратија од екскурзијата во Виена, Прага и Будимпешта. Неколкудневното патување ќе им остане во долго сеќавање. Виена, Прага, Будимпешта се само дел од градовите што учениците од трета година од Средното општинско училиште Гошо Веќантиев има можност да ги посетат на успешно реализираната ученичка екскурзија. Задоволни и среќни со впечатоци од посетата на европските градови, средношколците се вратија од еднонеделната екскурзија. Па тоа е едно прекрасно искуство за нас, многу убаво си поминавме. Бевме во Виена, Прага, Будимпешта, бевме во посета на Белград. Прекрасно беше. Виена посебно мене ми се допадна затоа што е многу чисто, многу е убаво, има некоја култура на граѓаните. Бевме на 6-дневна екскурзија во странство. Посетивме 3 града: Виена, Прага, Будимпешта. Попат го посетивме и Белград. Беше Па најголем впечаток ми остави Виена како многу среден град, како град со многу знаменитости. Што посетивте? Посетивме повеќе катедрали, неколку цркви. Учениците само додадоа дека 7 дена не се доволни да се види се што може да понудат европските метрополи, сите знаменитости и обележја во нив. Преостанува да ги средат впечатоците од одлично осмислената и уште поуспешно реализирана ученичка екскурзија. Православните верници го празнуваат празникот посветен на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец, или кај народот познат како Ѓурѓовден. Сите што го носат неговото име го слават својот именден, а многумина како домашна слава. На 6 мај е и храмова слава на Кочанската црква. Храмова слава на Кочанската црква која го носи името на заштитникот и патрон свети великомаченик Ѓорги Победоносец. Голем број верници присуствуваа на заедничката молитва упатена кон сведителот и на литургијата по повод празникот, со која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион со свештениците од Кочанското архиерејско наместништво. Најнапред со најрадосниот древен поздрав Христос воскресна. Денеска 6 мај го празнуваме светиот великомаченик и победоносец Ѓорги, на кого што е посветен овој храм, и денеска е патрониот празник на храмот во Кочани, овде каде што служевме света архиерејска божествена литургија. Многумина Ѓурѓовден го слават како домашна слава, а празнуваат и оние кои го носат името на светителот. Свети Ѓорги е роден во Кападокија во 3 век од родители христијани. Татко му починува маченички за верата Христова, мајка му се преселува во Палестина. Светиот Ѓорги, како млад, воспитан во верата Христова, како трудолюбив војник, ги достигнува највисоките чинови во војската. На овој рекол светиот маченик Ѓорги: јас не сакам за ништо земско и трулежно да го изгубам вечното и не сакам да се откажам од небесниот цар, од воскреснатиот Бог. Тогаш свети Ѓорги пострадал маченички, бил изложен на големи маки и страданија. Господ Бог го заштитил, го избавил, преку него се прославил Бог. Неговите чудотворни мошти и тогаш и денеска се исцелителни и чудотворни. Во тропарот се пее дека свети Ѓорги е заштитник на затворениците и сиромашните и лекар на болните. Дека е голем светител сведочи светот преку многобројните храмови и манастири кои се посветени на него, додаде во својата беседа митрополитот Иларион.
Следува информацијата од спортот. Женската фудбалска репрезентација се среќава со Италија. Одиграно е редовното коло во детските фудбалски лиги, додека клубот за мал фудбал Кочани и официјално остана во втората лига. Хедис е новиот праволигаш, а Цико ќе игра бараш по победата над КМФ Кочани од 5:2, стрелци Тошевски со 3 и Лозановски со 2 погодока. Прилепшани плейофот го завршија со 48 бодови, пред Цико со 44 и Кочани со 28. Во следното коло ќе се сретнат Хедис и Цико во надпревар што ќе нема никакво резултатско значење. В среда женската репрезентација на Македонија го пречекува носителот на групата Италија во надпревар од квалификациите за светското правенство во Канада 2015. В пресрет на надпреварот, женската репрезентација ги започна подготовките со неколку фудбалерки кои настапуваат во екипата на Кочани: Арсова Марина, Чакмаковска Елена, Арсова Олгица, Веселинова Ана, Марковска Александра и Митревска Тања, но и Тодоровска Моника, Танасова Станкица и Георгиева Анета од редовите на Младост Иднина Са. Катерина Милеска од ЖВК Кочани е повредена, како и недобрата поединка Наташа Андонова, која игра во Бундеслигата. Македонската репрезентација втор пат се среќава со Италија, која е апсолутен фаворит. Тие се носители на групата, а за нивните успеси говорат и најголемиот број освоени бодови во квалификациите. Надпреварот ќе биде одигран на првиот терен од комплексот Куќе на фудбалот со почеток во 14 часот. Одиграно е шестото коло во детската фудбалска лига Источен регион. Во генерација 1999-2000 беа постигнати следниве резултати: Брегалница Пехчево 3:2, Кочани Зрновка 8:0, Слога Рудар 4:1 и Каменица Саса Фудбал Старс 5:1. Во генерација 2001-2002 беа постигнати следниве резултати: Брегалница Пехчево 7:0, Кочани Зрновка 1:0, Слога Рудар 3:3 и Саса Фудбал Старс 1:4. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.